Добро утро и од мене. Понеделник е време да ја стартуваме оваа недела, а како поинаку ако не со култура. Знаете дека оваа емисија магазин, освен музика, политичарите, кога станува збор за приватниот живот и така натаму, дека често пати ја третира уметноста, културата, така ќе биде и денес. И тоа ќе зборуваме за театарот, за оној независниот театар кој што можам да кажам дека секогаш е поголем предизвик во смисла дека и тоа како треба да се организирате, нели, па хонорари, па имало, па немало, па представи и така натаму, но овие дечки се многу вредни и нивните представи се секогаш многу посетени и претпоставам дека им е чест што се дел од театар Чекори, кој што всушност 51 година функционира како независен театар. Тие се многу млади, значи тие не се од почетокот, од пред некоја година. Имаат една нова представа која што денес ќе ни биде фокус на разговорот, но како и да е, пред се ќе зборуваме и за оние даски кои живот значат, за што значи да се има и да се биде дел од независен театар, но и пред се за она кои се тие лично. Никола Кузмановски и Михаил Митевски денеска не се заедно со нас. Требаше да биде и Маја, но од X оправдани причини, нели? За жал денеска не стигна во студио. Да. Добро утро и добро ни дојавте. Добро утро, Добро утро. Како сте, добри ли сте? Супер. Одлично ви кажал. И во право беше кога кажа дека не е чест што сме дел од театар Чекори. Театар Чекори е место каде што пред неколку години случајно отидов да се напијам кафе. Пријател што пред отприлика 20 години, 30 дури можеби бил член на театарот, ме однесе таму, ми рече само напи се кафе. Аха. Ама знаеш што ќе се деси. И од тоа кафе ти си таму. И од тоа кафе веќе 4 години, скоро 5, со пауза помеѓу. Имав некоја година, две кај што си направив пауза ради X оправдани причини. Ама сега сме си назад и со представа што стварно се гордам, стварно се вратив поради оваа представа. Режисерката ми рече, има една улога, ваква и ваква. И ми кажа неколку работи за улогата, и јас бев да, сакам ја, сакам, апсолутно. А гледаш и добро те проценила, веројатно, што одма ти ја кажала улогата, значи видела дека и тоа како ќе може да ја одиграш. Најверојатно. Мораме да прашам на почеток. Поголема трема е кога си пред камера или позади камера? Поголема трема е првите 5 минути пред да почне пред камера. Јас сум цел живот, па да. Јас сум цел живот позади камера, така да позади камера немам никаква трема. Тоа ми е сейф зона, комфорт зона. Така е. Тука немам толку искуство да бидам пред камери. Така природен си ти, така што немаш никаков проблем. Никола, те колку време си дел од театар Чекори? Па, ми се чини дека 3,5 години више, така нешто. Да. Така, и ти беше на кафе или не? Не, јас активно барав театри аматерски кај што можам да се приклучам и не ме примија во неколку театри, ама конечно некако дознав за театар Чекори и бев пресреќен кога ми рекоа ајде, те зијаме. Почнуваме. Да. Неко ти си геодет по професија? Да, геодет сум по професија, да, геодетски инженер. Ама повеќе би рекол дека сум уметник во инженерско тело, така сакам да си кажувам. Многу стручно вака звучи. Да, комплицирано сега ако земе да го објасниме. Да, секогаш си бил, мислам, нели, театарот бара креативност, бара некој дух кој што треба да го поседуваш пред се. Точно така, да. Па јас се сметам себе си за уметничка душа и за волја на вистината сакав да се запишам на ФОДУ, ама немав храброст. Тоа не ни беше пробав. Па не ни пробав, да. Бев премногу логичен и си реков, окей, ајде. Идеме на... Се плашиш од што дека ќе те одбијат? Па не, едноставно дека прво да, дека ќе ме одбијат, дека треба врски да имаш за да те примаат, второ едноставно дека не знам, културата во Македонија не е на ниво кој што треба, нели, со заработка и така натаму и дека ќе имам потешкоти и така натаму. Јас иако сакав многу, моите сепак тоа ми го кажува исто и некако премногу бев логичен во тој момент. И сега можеби малку се кавам, да. Па добро, ама еве и сега си дел од театарот. Да, си го најдов спасот на некој начин, да. Плюс геодет. Плюс геодет. Ако се таму парите, сега не знам, по Моабетов. Да, може да се таму. Добро. Михаил, и ти не си актер по диплома, ама си уметник.
Да, во секој поглед. Не сум актер, ама за разлика од Никола, например, јас не имам желба да се бавам со ова професионално. Фотографијата ми беше хоби, ми прерасна во работа. Театарот ми е пасија, од која што сега идам само поради љубов кон тоа и така би сакал и да го задржам. Не би сакал, мислам, ако има некоја прилика во животот каде што стварно ќе ми се допадне и би сакал да се посветам кон тоа, во ред. Ама во принцип си го сакам ова поради X причина што ни самиот не ја разбирам. Едноставно Старото те исполнува. ми е хоби. Да, А мислам дека многу од луѓето забораваат да имаат хоби. Од се бараат начин да заработат и сметаат дека времето посветено на нешто доколку не се заработува, тоа е недоволно можеби паметно искористено време. За мене е тотално спротивно. Јас сметам дека навистина имаме потреба сите од тоа, али пред се би кажал јас имам потреба од тоа. Така, ама па хобито кој што преминува во работа не е истото задоволство, нели? Не е тоа. Затоа се вика хоби. Работа и хоби, нели има разлика? Има разлика. Да, дури и во креативен дел како што е фотографијата, нели? Апсолутно. Сепак кога работиш, кога ти е работа, треба да задоволиш некои критериуми, некои барања, не е рокови, така натаму. Рокови и слично, да. Не е комплетна слобода на креативец. Еве сега, например, за една изложба што спремаме во моментов, таму имам конкретно слобода да правам што сакам. И ми фалеше тоа чувство. Си ја сакам многу работата, сток фотографија работам. Прекрасно е, работа со луѓе, не би можел да замислам од нешто по-добро, по-јас да заработувам. Ама сепак не е концепт фотографија. Јасно. Интересно. Ехо на заборава, така се вика оваа представа. Ќе кажете кога ја има следната изведба. Секако за сите оние кои што сакаат, но од друга страна сега, која е тематиката на представата и колку во театар Чекори според тоа што нели сум информиран, е важно темите да бидат актуелни, темите да ги засегаат на граѓаните, темите да бидат од секојдневието. Па, сакаш ти да одговориш или јас? Еве можам нешто јас, па после нешто ти. Да се надополнувате. Да. Тимски, како нели театарот е тимска игра? Па да, не сме тим само на сцена. Во принцип, оваа представа се надевам дека не е толку многу актуелна во секојдневието, затоа што опфаќа многу сериозна тема. Ама е тема што не е тешко замислива. Односно, колку и да не е во оваа екстрема секојдневието, се надевам и сепак е нешто кое што може да се да го почувствуваме. Како да објаснам? Па, јас би рекол дека е art for the art оваа представа. Едноставно, не сака да пренесе некаква порака или да не поучи било што, туку едноставно да ни каже една приказна за еден млад човек кој што имал проблематично детство и едноставно како тој се развива, пак со фамилијата имаат состанок, зборуваат и едноставно све исплива на површина, нешто што било потискано со години, да. И ама е баш онака актуелна тема и пошто се знаеме лично со писателката, она истото тоа ни го потврди. Значи сакам фактички на нејзе целта е била да ја подигне малце свеста за Машкото здравје. За машкото здравје, да, за Ментално здравје. Машкото ментално здравје, да. Инаку да, театар Чекори секогаш се труди да правиме представи што не се толку познати или што не ги играат толку премногу. До душа окей, Ново Екзит е една од представите што е доста познато од Жан-Пол Сартер, ама не и се. Грот од представите ни се... Нормално да има, нели, шаренила. Да, грот од представите ни се некои не многу играни представи, да. И оваа ете фактички на некој начин 2024 напишана, така што не имала шанси да се игра многу. Така. Баш на таа тема што ја кажа, играме навистина сценарија што дури може некој доколку има идеја за сценарио, ние сме апсолутно секогаш тие сценарија се добре дојдени. Во последно време имавме неколку испратени сценарија и
една голема благодарност до И поздрав до нив. и поздрав до тие. Со која песна? Песна не спремивме. Добро прашање. Кога сме ке музика, после да спомнам и за Муствари ќе спомнам и сега. Музиката на представата на Ехо на заборавот е 80% компонирана специјално за представата. Стварно? Да. Еден од нашите членови, нов член, најнов член во Театар Чекори, Валентин, како се презиваш? Валентин Видовиќ, поздрав и Валентин до него. Видовиќ. Он стварно браво за дечкото, значи представата мислам дека го постигнува ефектот што го постигнува, голем дел од тоа е поради музиката. Да. Во секоја представа дефинитивно деталите нели ја прават приказната буквално онака комплетна. Колку вас како актери ви е важно кога имате можност да работите со сите тие детали? Колку ви дава дополнителна тежина на вашата работа, бидејќи веќе станува збор за професионален пристап, нели? Ке го оставам Мичо да одговори на тоа. Мене ми е важно многу, затоа што и на самата сцена со само до тоа што музиката е спремена конкретно за ова и целиот процес го имаме правено сите заедно, ми дава чувство на сигурност. И точно е се во секој момент како што треба да биде. Се ако симнеме некоја рандом песна или што и да е, не е измислено за ова. И чувството нема да го доживеам исто јас, ниту па публиката. Јас би додал на Мичо на пробите, например, пошто која спремавме представата, на почетокот ја немавме музиката, нели? Само глумевме така, текстот и движењето. И барем за мене го немаше, знаеш, тоа чувство што го добив откако влези музиката. Значи, тогаш апсолутно влегуваш во карактер и чувствуваш све што се случува на сцена и со тоа и подобро. Мислам дека Мичо ќе се сложи. Апсолутно. Така да има онака небо земја разлика, колку има и музика. Нели, музика, светло, сценографија, елементи, реквизити, облека, сето тоа нели дополнително прави за еден карактер и представата онака да си го добија својот имидж како што е зацртано. Ме интересира кој тип на публика доаѓаат кај вас? Дали имаме онаа истата публика која што ги посетува останатите, да речем, државни театри? Широк спектар на публика. Театар Чекори не е само за возрастна или за детска. Ние имаме три групи, значи имаме детска група, Младинска и возрастна. и возрастна, да. Значи буквално сите генерации. Сите, во принцип сите членови и глумци, значи имаме од 10 години па нагоре, исто така и во моментов доколку некој се интересира за театар, апсолутно може да не контактира, ние сме Театар Чекори. Има отворен повик во моментов, од 10 години па нагоре сите се добро дојдени што имаат љубов кон театарот И или не што мора да сакаат се актери, пробаат. да. Апсолутно, нема потреба. Мислам никој од нас кога сме дошли таму не сме биле актери. Така. А за демографијата претежно доаѓаат пријатели наши, тетки, мајки, татковци или други луѓе што сме ги поканиле, не знам, колеги. Така, Како важно и е да дека има микс буквално, нели? Има микс. Да. Има микс и најчесто е така од по препораки. Мислам ние си користиме нели социјални медиуми, промоција и сето, ама имам чувство дека гродото на публиката доаѓа од препорака. Дали ние сме поканени на некој, па тој некој покани од друг некој. Ние не сме МНТ, немаме не знам колку илјади места, ние имаме околу 100 места од прилика на представа. Па не би рекол повеќе. Толку се 100 и нешто места. Да? Да. Да, 100 и устари нешто. проси 150 максимум. Помалце се. Небитно. Сакам да кажам, Јас мислам да преброим, имате ли неограничен фотографија? капацитет. Знаеш како беше, на ќе помножиме, нели, колку редови и колку така, столчиња така, поред. Како и да е тоа е фина бројка, мислам, тоа е далеку од малку, реално, нели, без разлика ако споредиме со МНТ и така натаму, меѓутоа, нели, сосема друг е самиот концепт на Апсолутно. на целиот овој театар Чекори. Досега имавте 3 или 4 изведби на оваа представа, Ехо на заборавот? До сега имавме 3, сега ќе ни биде четвртата за неполна недела. Кога ќе биде, на кој датум? 22 овој месец. 23. 23? 23, да. Во сабота. Во сабота ќе си игра провери, Никол. представата. 23 мислам дека да се запишав на календарот. 23. 23 Наредната представа сабота. во Макабар, да. Да, ќе си игра во Мака. Прв пат правиме од овој концепт Надвор од театарот?
Надвор од театар, би кажал, затоа што имавме и гостување во Загреб. Во Загреб помина супер, ама повторно беше на театарска сцена. Ова е, би рекол, нов предизвик за нас. Театар Чекори, како театар Чекори други групи, имаат играно. Ама ние, мислам, јас и ти предпоставувам. Јас немам, јас сум многу возбуден да како Ние ќе Ќе биде биде. интересно. Ова значи дека ќе бидете вие некако меѓу гостите. Па импровизирана некако доаѓа. сцена е Импровизирана направена сцена. на некој начин. Бевме пред неколку дена во Мака бар да видиме дали може воопшто да се игра и свативме дека може да се игра, така што Таму си има, Ќе знам ставиме- и некои други представи, веројатно просторот е тама. Знам дека и Билјана Драгичевиќ имаше. Јас знам за Да, подготвено некоја дека се играше таму, ова што е со готвење представата. Да. За други представи не знам, ама имам слушното дека се имаат играно, да. Значи ова ќе биде нов предизвик за вас. Да. Истата представа во едно малку поразлично издание. да, точно така. Точно така. Тоа значи дека ве фаќа малку трема. Апсолутно не. Позитивна трема би кажал. Не мислам дека е нешто страшно, ама мислам дека е нешто ново и според мене таа трема, кога не осеќам таа трема пред да искочам на сцена, не е добра изведбата. Последната изведба осетив прв пат толку многу, на некој начин како тензија, превртување во стомакот, некои чудни чувства и беше најдобра изведба на таа представа. Јас го потврдувам ова, да. Веројатно Беше онај најдобро, момент дека ако ти е седно стварно е лоша работата. Ја би рекол за тремата дека после втората изведба мислам дека више исчезнува, барем за мене. Така некако сум по самоуверен и више ги знам сите движења, сме играле, сме се ваделе од ситуации кога сме правеле грешки, така да тоа некако мене ми влева само дорево, онака скроз и ми ја убива тремата. Така, оваа представа е трагедија, нели? Ако би требало да ја класифицираме некаде повеќе натамо. Не е баш трагедија, туку е психолошка драма, јас би рекол. Да. Имате различен тип на представи. Прашањето ми е кој жанр на представи повеќе се посетувани или нема правила? Види, нешто што е стварно константно помеѓу сите представи е апсурдот. И театар Чекори е познат како театар на апсурдот уште од времето на Боре, значи уште од самото основање на театар Чекори. Театар Чекори е театар на апсурдот на некој начин. И таму на Тодевски има песна со театарот на апсурдот. Да, Со може би овој инспирирано од текст. театар Чекори. Да, сега ми текна. Да. Не ја знам. Да, ќе ја провериме после емисија. Те прекинав, извини. Да, па тоа ми беше поентата. Значи има различни жарнови, ама помеѓу сите жарнови е протнат апсурдот. Пример, ова нели као психодрама, психолошка драма, ама сепак има и моменти на апсурд. Сега нешто што експериментиравме, многу ми се допаѓа исто така и доста минимализам во однос на сцената. Да. Користење на најмалце што може реквизити и еден реквизит користење како повеќе различни предмети. Еден предмет, повеќе различни предмети и гениално. Кога имаме патување надвор, можеме еден гепек да ставиме се и тераме. Да, јас би рекол дека у последно време ставаме акцент на надреализмот. Маја да беше денеска тука ќе ви кажеше повеќе, меѓутоа така некако ги правиме представите и за волја на вистината јас сум многу задоволен како ги правиме. Стварно поготово оваа последна веко на заборавот, стварно кога правевме авет со другарите после представа ми рекоа како на еден момент се чувствував како fever dream, не знам како да го преведам. Знаеш, кога имаш температура и кога сонуваш некој чуден кошмар со светлата и со светлата, така да мислам дека баш на тоа идевме ние. Веројатно и на овој начин и овој тип на представа каде што не доминира сцена, реквизити, така сценографија, веројатно е многу потешко и поважно нели вашата експресија, вашата енергија која што ја давате на сцена, затоа што тоа е клучното, тоа е она што ќе отслика самата представа. Апсолутно. Јас бев исплачен на почетокот, кога Маја кажа дека ќе биде така. Се викам ми како како истото, не знам, сега ќе кажам, ќе биде маса, ќе биде куфер. Ме исплачи тој момент. Во мојата глава нема вгледано многу представи со натурализам и
Не знам како би изгледало тоа. Ова ме ново Скроз нов откритие концепт. дека уствари може да функционира така како што функционира. Се менува и концептот на театарот, нели? Како поминуваат години, како постојано има различна динамика и во културата, веројатно и во самиот театар, нели? Буквално веќе нема конкретен жан, нели, тема, буквално се прави еден микс како и во музиката. Па, Што е добро? да. На крајот денот тоа е креативност, нели? Да. Театарот е креативна средина. Никола, многу ме интересира кога велиш дека на неколку места те одбија и подоцна имаш можност да почнеш во четврти. Кои театри ме одбија? Па не мислам да те прашам тоа, ама ај баш ќе те прашам, интересно е. И зошто? Мислам, имаше ли образложение зошто те одбиваат? Па имаше образложение, да. Мислам дека едниот беше театар Златен елец и мислам дека ми рекоа испратени CV. Ја ми испратив едно многу мало CV, кај што има вглумено една представа во средно и ми рекоа окей, моментално не примаме нови членови. А вториот мислам дека беше театарот Пишани и истото беше. Истиот фазон. Истиот фазон, да. И кога се пријави во театар Чекори, очекуваше да го има истиот одговор? Па искрено не знаев што да очекувам. Преку сестра ми некако дојдов до контакт до Марко Џамбазовски, што е исто член, поздрав и до него. И он ми рече, еве ти бројот Маја, и сејав на Маја, и ми рече, окей, мора да направиме монолог, некој приемен вакво, па да видиме дали ќе влезеш, и тоа ми даде надеж, елан многу, и работев на монологот, и се беше супер. Ова ми се допаѓа, многу работи не се само за CV, бидејќи во CV секој може и да нашминка и да додаде работи и така натаму, меѓутоа на крајот денот за сите овие можности е те бива или не, сакаш или не. Така што веројатно и по тоа се разликува вашиот театар, што дава можности на луѓе без било какво искуство, ама кои што навистина имаат она жар за да направат нешто со себе. Точно така, да. Ја би рекол дека театар Чекори сме како една заедница што сите се добре дојдени и не мора да си актер, дури ако не те бива, можеш да правиш, не знам, костими, можеш да пушташ светло, што е исто така многу битна работа со ова представа, тоа се докажа, така што шаут-аут до нашите светло и тон мајстори. Што си исто така и глумци. Што си исто така и глумци, да, значи едноставно Сите сте се. Сите се не сме вклучувате сите во секој се. дел каде што има потреба, веројатно. Да, ама конкретно за оваа представа, двајца од глумците, исто така и светло и тон мајстори, значи они пуштаат светло, трчаат на сцена, играат, се враќаат. Истовремено тоа? Истовремено. Браво. Секоја чест. Мене би ми било тоа премногу, ама секоја чест за нив. У секој случај сакам да кажам дека театар Чекори мислам дека е единствен и уникатен и сум многу благодарен што постои, искрено, како таков. Браво, браво за ова. Ќе поздравим и Маја која што нели е дел од овој театар, мислам дека 10 години, ако не се лажам. Интересна е приказната за тоа како театар Чекори е започнат со работа, а 51 година постоење и не е баш така шала. Значи тоа се многу луѓе, многу генерации поминати измеѓу. Ја знаете приказната од прилика како почнал театарот, како се развивал, се одвивал за да стигне до оваа постава? Па штета што Маја не е тука затоа што она би можела да раскаже таа приказна. Јас не би се нападал да раскажувам, затоа што не сакам да направам некоја грешка. Да. Знам дека за брзо ќе има во моментов се креира нешто што ќе може јавноста убаво да дознае се за историјата на театар Чекори. Мислам дека повеќе работи во моментов се спремаат со цел 50, иако е веќе 51 година на постоењето, ама така некое јубилејно постоење, се спремаат некои работи, ама за тоа накнадно. Интересно. Да, се спремаат две конкретно нови представи. Едната е новогодишна, што ќе биде за децата, а другата е Срекни денови се вика, во која што ќе глуми Маја, а ќе ги режира Снежана Коневска, руси. Да. Браво. Па, Браво. у суштина имавме ние уште еден колап со неа. Тоа беше за јубилеот, за 50 годишниот Со работка да не сватат колапс. Со работка, да. Не ми текнуваше зборот. Знаеш, на македонски сосема друга конотација може да звучи. Ќе речат проблеми сте имале со Снежана.
Да, за јубилеот за 50 години исто Снежана не режираше и ја игравме, се викаше представата Endgame од Семјуел Бекет, мислам дека беше, да, од Семјуел Бекет. Доста познат исто, да. Интересно. И така, да. Интересно. Какво е чувството да еве конкретно со работката со Снежана Коневска-Руси, вие сте израснале со неа? Да. И сите ние тука, нели сме имале како еден пример, урнек на онака актеришта, што би рекли, нели, народски, и сега таков човек, таква актерка со тоа искуство и позадина зад себе во однос на културата и театарот, сега имаш можност онеа да впиваш совети, да слушаш, да учиш. Па искуството беше баш интересно, многу научивме, барем јас така се осеќам. Снежан имаше еден интересен пристап, би рекол, кој што и се разликуваше од оној на Маја, ама и најдов многу сличности, у смисол не оставаше сами да внесеме нешто, да искреираме, да дадеме нешто од нас што би можело да се додаде во представата, и она додуша не беше многу рецептивна на тоа, као окей, сака да чуеш што имаш да кажеш, меѓутоа не ги внесуваше тие работи многу во представата, но не се љутам. Супер беше и да, апсолутно многу научив и за глума и за режија, би рекол, до некој степен. Така. Мислам дека и Маја ќе го потврдеше ова, пошто и она работеше во представата. Супер. Михаел? Јас се уште немам искуство, кој што немаш кажав, имав пауза што ја направи во театарот и тоа беше баш тој период. Ама се радувам во еднина ќе има предик. Се враќа Снежано пак за соработка. Многу благодарам за денешното гостување. Уште еднаш да споменеме во сабота во Мака, Ехо на заборавот, театар Чекори, кој сака може или да присуствува, да види во она ново светло, во кој што и за вас ќе биде еден нов убав експеримент и предизвик. Продолжете да сте вака креативни, да се израчите на ваш начин и да се гледаме за убави работи и многу премиери. Фала ти, Тино. Фала ти. Ето така, се гледаме. За крај, ќе идеме со Тања Кочевска, која што ви актерка. Ви е колешка, нели, на некој начин, со незиниот настап на Макфест, со една прекрасна балада која што ежи буквално. Уживајте, останете на Сител и се гледаме утре, односно утре се дружите со Јелена, со мене во среда, но важно е да бидете на Сител. Чао, чао.